Ditë më parë, Ambasada për Fëmijë me Gjashi doli me raportin mbjetor nga SOS telefon linia për një përshkelje të mëdha të drejtave të fëmijët. Të drejtat e fëmijët kanë dalur nga problematika të ndryshme, përmenden si 3 kryesore gjatë procedurës së divorcit të prindërve, gjatë dhunës në familje dhe gjatë të atyre fëmijëve të cilët nuk kanë janë të pastrehuar. Këtu në studio kam drejtorin e organizatës Ambasadës me Gjashi, zotri Dragi Zmijanac. Dobro utro i dobrodojdovte. Čestit, dobro utro. Koordinatorin e SOS linisë të telefonit, Angela Manovska. Dobro utro i dobrodojdovte. Dhe Jetmira Malishin, është në fakt punëtor paqe, për më tepër e fokusuar në arsimimin e paqes të themi në këtë ambasadë, mirë po që do të ndërlidhemi edhe së fundmi edhe me raportin që kanë ardhur konkluzat. Mirëmëngjes Jetmira, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Okej. Сакам, господин Драги, разговорът да го почнем со краток опис, кратка историја, кратки црти за првата детска амбасада во светот, Меджаши, за после да преминеме на телефонската линија SOS. Прво да ви си посакаме добро дојдов, убаво се чувствувам тука. Многу ми е драго што сите носиме некаква порака за мир. Мојата порака за мир е кога го правам она што го сакам. Па мојата тогаш е на албански го кажам, паќа është një fëmijë i lumtur. Убави пораки, силни пораки. Ангела, знам дека има мирот кога дишам чист воздух. Jetmira? Паќа është kur ngaz бициклетën. Знаете дека стартувавме со кампањата Мирот е секој чекор и ова се пораки од наставници, ученици, вклучени, си одбравме сите по некоја. Инаку за детската амбасада прва во светот, морам да кажам дека настана во периодот кога се распаѓаше Југославија. Стигна драматичен апел од Босна и Херцеговина. Ние од почетокот бевме сестринска организација на првата детска амбасада во светот Мегеши од Сараево. И првите наши активности уште пред да се формираме беше да згрижуваме деца погодени од војната во Босна и Херцеговина. Инаку символично ја застапуваме детската земја Мегеши, која се наоѓа на тромеѓе меѓу Босна, Србија и Хрватска. Се бориме против граници, против Мегеши, против секаков тип на попречување на правилниот раст и развој на детето и детската личност. Прва сме во светот затоа што го застапуваме и најбројниот народ, детски народ, без разлика на сите можни разлики кои возрастните сака да ги наметнат и измислат. На чекор сме пред прослава на 25 годишнината. Има многу резултати и успеси, но за тоа ќе треба веројатно некоја друга емисија. Сега сме конкретно за извештајот кој исто така морам да кажам дека после бегалската криза прва активност мирнодопска би рекол условно која ја работевме е отварање на првиот SOS детска линија во Република Македонија. Тоа беше октомври 1993 и минатата година прославивме 23 години од низиното работење со над 20.000 дојави и јавувања на деца и возрастни. Значи скоро од впечатоците на Меджаши амбасадата функционира и телефонската линија SOS, телефонска линија. Тогаш Ангела Мановска повеќе ќе ни збори за телефонската линија SOS координатор. Краток опис за ова како функционира, како може да се јават тие што имат проблеми, за после да преминеме на годишниот извештај од лани. Така, како што напомена и господинот Zmijanac, оваа линија функционира скоро од самиот почеток на детската амбасада Мегеши, што значи дека претходната година со заокружувањето на извештајот за 2016 година полни 23 години функционирање на оваа SOS линија и воедно и самата линија, освен место каде што може да се обратат децата и возрастните за помош и за поддршка, исто така представува и детски промотер, односно промотер на детските права, кои што на децата треба да им бидат загарантирани. Последниот извештај покажува на зголемен број на прекршување на детските права. Пред да поминеме на конкретните бројки и на проблематиките, сакам првин да ги кажеме тие детски права кои се прекршуваат. Се, господин Драги или Ангела? Може само да ги набројам, содржински, суштински, со какви се проблеми се соочуваат децата и нашата директна служба за помош на децата, на кој начин работи, реагира и како комуницира. Значи, она што во континуитет се повторува во дојавите и проблемите со кои децата се среќаваат е
Децата имаат проблеми кога нивните родители се разведуваат и тоа е најболен начин затоа што чувствуваат загриженост што понатаму со нив и нивната иднина, а особено кога родителите не можат договорно да се разделат и кога не можат да сватат дека со разведувањето не се разведува и родителството. Тука има проблем за не само на родителите, туку и на целото семејство на едниот и другиот родител, затоа што многу често кога родителите не може да се договорат, пресудува Центарот за социјална работа, односно судот ги прифаќа решенијата на центарот и често се случува да едниот родител има полно право на чување, згрижување и воспитување, а вториот да биде со право на редуцирано видување, односно право на видување, викенд видување. Вториот проблем е исто така многу значаен семејното насилство, кога се случува дома, во семејството и кога детето исто така е жртва на тоа семејно насилство. Третиот проблем е секојдневно, веќе знаете дека во Македонија има деца на улица, улични деца, деца бездомници, деца чии труд се злоупотребува и се уште не успеваме како држава да се справиме со овој проблем, посебно со фантом децата кои не се евидентирани во извод од матична книга на родените, чиј труд не само што се злоупотреба, но може да бидат грабнати, киднапирани, исчезнати од Македонија и опште никој да не знае. И четвртиот, во континуитет се работиме на подигање на јавната свест за заштита на деца од сексуална злоупотреба и инцест, родоскринавање. Она што Ангела ќе нагласи, веројатно е загрижувачки што се случува сега не врсничко насилство, врсничко сексуално силување од постар малолетник на дете или помал малолетник. И тоа веќе ја преминува границата на толерантност и мислам дека државата мора со целиот и воспитно образовен систем и со сите ингеренции кои ги има да работи повеќе на превенција на ваквите случаи. Така, Ангел, ајде малку поопширно да ги фатиме овие категориите што ги спомна господин Драги Змијанац, кои се конкретните проблеми, например од постапките за диворц, за разведување, па и другите семејно насилство, деца без питачи, да викаме тие што немаат тоа каде. Да, тие всушност се сметаат дека се тие кои што мора да го издржуваат семејството финансиски, најчесто и тие се принудени, па ајде и да почнеме од таму, можеби трет поред, меѓутоа исто така многу значаен проблем кој што постојано се провлекува и ние самите сме сведоци на тоа. Самите ги гледаме тие деца секојдневно на крстосниците и мислам тоа се само Тука станува збор за 11 деца кои што биле изложени на форма на експлоатација на детски труд преку питање. И тоа е само еден вид на форма. Меѓутоа тоа не значи дека само тука останува. На тие деца им е загрозено исто така и правото на образование, правото на школство, правото да имаат слободен живот, да играат и да ги имаат сите оние права, едноставно да ги уживаат истите права кои што ги уживаат и нивните врсници. И наместо тоа тие се приморани, условно кажано, дури не условно кажано, туку експлицитно кажано, тие се приморани да работат, да питачат, да продаваат, заради тоа што, да речеме, нивните родители ги натерале за тоа или некои банди кои што се вклучени во тоа и тие деца не знаат за друг живот освен за тој. Информирани се тие за нивните права? Кои им следуваат, се јавуваат, знаат да се јавуваат на оваа телефонска линија или не, како може да се јават кога тие деца се постојано на улица? Овие дојави се од граѓани кои што се загрижени. И дури понекогаш тие се и соседи, граѓани, пријатели, мислам, што и да е. И не може тие деца немаат начин како тоа да го дојават. Јас не верувам дека тие деца се свесни дека нешто друго им следува освен тоа. Можеби тоа е најстрашното. Најстрашното. А во другите случаи, во случај кога имаме семејно насилство или кога родителите се разведуваат, како стигаат до вас и кои се? За семејно насилство имаме многу често и дојави од самите деца. Иако на самите деца им е тешко да говорат за траумите со кои што се соочуваат, бидејќи кога зборуваме за семејно насилство, не зборуваме само за физичко насилство, тука зборуваме и за психичко, и за малтретирање, и за навредување, и за занемарување, што исто така е една пасивна форма на злоупотреба на децата кој што е многу страшна. Значи, самите деца не добиваат многу често грижа од родителите, сега нема јас да навлегувам во тоа
на што се должи. Можеби се должи на преголемата зафатеност на родителите, немање време и слично, меѓутоа тоа никако не го оправдува фактот дека тие треба да го занемарат своето дете и да не се грижат за него, бидејќи самите тие родители одлучиле да имаат дете. Понатаму што е многу страшно и кој што се поврзува всушност и со четвртиот проблем е сексуалната злоупотреба. Многу често че сексуалната злоупотреба се случува во рамки на семејството и во рамки на близок круг на пријатели или пак на познаници. А кога станува збор за бракоразводните постапки, постојано исто така тоа се провликува, меѓутоа оваа година е број еден проблем за жал. Претпоставувам и дека луѓето повеќе се охрабруваат да пријавуваат за овој проблем поради фактот што детската амбасада меѓаш од претходната, односно од 2015 година е поддржувач на граѓанската иницијатива за поделено старателство, но за поделено родителство. Со самиот наслов всушност нагласуваме и кажуваме дека родителството не завршува по бракот. Бракот завршува, меѓутоа родителството не. Можеби од таму имаме најголем број на дојави по однос на тоа прашање и тие дојави најчесто се поврзани со прекршување на правото на видување на детето со едниот родител, кој што не му е старател, или пак со блиски членови од семејството, без разлика дали тоа станува збор за баба, за дедо, за братучет, за војко или слично. Меѓутоа тука не се исклучени проблемите со доделување старателство, плаќање алиментација, што исто така се провлекува и понатаму дополнителни проблеми заради тоа што самиот процес на доделување на старателство е многу травматичен и болен за детето. Сметаме исто како детска амбасада меѓаш дека мора да се најдат алтернативни начини, морат некакви алтернативи да се најдат како тоа подобро да се регулира и како во текот на тие процеси децата ќе бидат повеќе заштитени. Додека сме кај овие прекршувања, да имаме и табела на тоа, имаме број од прекршувања на правата за 2016 и во однос на полот, возраста ако имаш и на етничка припадност. Да. Значи, прво сакам да нагласам дека овие податоци се... Ако ти треба малку време да дојдеш до таа табела, сакам господин Јетмирен да ندرليدي مؤبتين باك مافون да влязим per смимим пасор nuk ta kam haruar, vetëm të bëjmë një sublimim të raportit dhe pastaj do kthehemi në konkluzet e fundit. Господин Драги Zmijanac, дали постои страф кај децата, неинформираност, дали го надминавме тоа или дека постоите телефонската линија постои веќе 23 години, па да правиме споредба од минатото? Генерално децата немаат храброст да дојават случај. Значи, проблем не е само дали тие имаат телефонски апарати, иако и функционалноста на СОС линијата е малце проблематична, затоа што може да се јават само од фиксен телефон, а не и од мобилните телефони. И затоа ние на пресконференцијата замоливме до мобилните оператори да ја преземат оваа благородна, социјално одговорна обврска, да го хармонизираат нашиот број со европскиот број 116-111, за да можат децата да се јавуваат од било кој мобилен и фиксен оператор бесплатно. Зашто кога ќе настане случај не може детето да оди дома или во говорница да се јави, може мобилниот е кај него. Иако ние комуницираме со нив и преку социјалните мрежи, преку мејл и преку лична посета кај нас и преку советување и така натаму, но нема доверба дека државните институции ќе постапат соодветно и ние се имаме тука дополнителна тешкота и задача. Едно е да ги сослушаме, второ е да им помогнеме, а трето е да направиме допис официјално до институции кои треба да постапат по најдобар интерес на детето, тоа значи да бидат функционални и фактички ние вршиме преку нашите писмени представки до државните институции дополнителен притисок за тие да се завршат работата, она за што се платени, за она за што треба да бидат стручни. Кога ќе забележиме дека не постапуваат по најдобар интерес на детето, ние реагираме во јавноста. Среќа голема за нас е што имаме поддршка од граѓанството и од медиумите, но не застануваме тука, сето тоа го забележуваме во извештај во сенка кој го доставуваме до Комитетот за правата на детето и оттаму стигаат конкретни препораки до државата во период до следното известување што треба да се подобри. И сега пак имаме дополнителна тешка задача да ја потсетуваме државата на препораките кои настанале врз основа на наши увиди, а еден од главните увиди индикатори ни е СОС линијата, каде што ќе го забележиме она што сметаме дека државата мора да подобри.
Значи, нашиот SOS телефон го има во трета година во читанките за запознавање на природата и општеството. Запознати се сите деца во 0800 122. Да, 12222 знаат, учат и за детската амбасада и за УНИЦЕФ, доаѓаат во детската амбасада, имаме работилници со нив за подобро запознавање на правата на децата во детската амбасада, кога е неделата на детето и тоа трае и пред неделата и по неделата на детето. Мислам дека генерално децата го подигнавме нивото на запознавање на децата за нивните права, но главен проблем е околу имплементирање, спроведување на правата на детето во пракса и тука е нашата борба во овој 25 годишен период, како државните институции и сите чинители кои се важни во постапување по најдобар интерес на детето, секој на свој начин да бидат совесни и одговорни во спроведување на тие права во пракса. Така ќе поминиме и малку по-конкретно за правната служба што ја имате, што ги следи овие случај. Flasim për shkeljen e të drejtave të fëmijëve me përfaqësues të ambasadës parë për fëmijë këtu në botë me gjashi. Themi raporti vjetor ka dalur me numra të mëdha në krahasime me vite tjera, por të flasim për të shohim numrat konkret në raport të moshës, në raport të gjinisë dhe raport të nacionalitetit Angela, во однос да одиме кај конкретните бројки, колку права се, колку случаи имаме, колку жртви имаме во однос на возраста, после на полот и на етничката припадност. Да. Прво да напоменам дека кога имаме дојавувач, односно кога некој дојавува за некаков проблем за детето, најчесто тоа се возрастни, или како што споменавме, децата помалку имаат храброст да пријават, може да пријават за едно или за повеќе деца или пак за група на деца. И вкупниот број на деца жртви кои што имаме дојавено е вкупно 111 деца за 2016 година. Имаме направено и статистика според полот, етничката припадност и според возраста и она што е значително, односно она што е забележливо е дека најмногу се прекршуваат правата на децата во училишната возраст, односно на возраст од 6 до 14 години. И тука имаме вкупно дојави за 46 деца потенцијални жртви. Оттаму можеме и да заклучиме дека во тој период можеби децата се сретнуваат со повеќе луѓе, имаат повеќе блиски луѓе кои што може да бидат потенцијални злоставувачи нивни, како што се не знам, имаат поголем круг на познаници, на пријатели, може тоа да бидат врсници, може да бидат тоа родителите, за жал може да бидат членови од блиското семејство, во училиштата може да има во институционално насилство, може да бидат, како што напоменав, и врсниците, пријатели, роднини и слично. Потаму и сметаме дека можеби и оттаму доаѓа податокот дека се извинам дека најмногу имаме потенцијални деца жртви на училишна возраст. Кога станува збор за полот, немаме некоја многу голема разлика, подеднакво се прекршуваат правата на децата, скоро подеднакво, нели, машки имаме 42, женски 37, меѓутоа имаме и непознати податоци, односно полот на детето не ни е познат 32, што значи дека, што сметам дека и според овие податоци може да биде подеднакво поделен исто и на машки и на женски пол. Значи немаме некоја... Да, во однос на етничката припадност? Во однос на етничката припадност најмногу се македонци. Македонци се 54, албанци се 3, роми се 7, а непознати се 47. Што значи дека може да припаѓаат во било која од овие три етнички групи или пак во некоја друга која што не е спомената тука. Jetmira na ka ngelur edhe ca minuta për në fund për të arritur te konkluzat e raportit vjetor mbi shkeljen e të drejtave të fëmijëve, në çfarë konkluzash keni arritur dhe ku mendoni të dilni në cilën program ti vendosni këto, me që je edhe punëtore për paqe në këtë ambasadë? Ashtu. Do të thonë, mbas të bisedave që i ndëgjuam dhe statistikave, erdhëm konkludim se ka shkelje të mëdha të drejtave të fëmijëve, u cekën cilat problematika, cilat raste kanë qenë më të theksuara vitin e kaluar. Mendojmë se kryesisht, domethënë, për të mbrojtur fëmijët duhet me rëndësi është dhe duhet pikë së pari të sensibilizohen të rriturit, që fëmijëve t'ju ofrojnë dashuri, ti përkrahin, mandej të ndihen fëmijët të mbrojtur dhe të përkrahur nga shoqëria,
dhe të mundet që ndihmojmë që të arrin të ndërtojnë kapacitetet e tyre për të vetë mbrojtur. Në këtë drejtim, do më thonë, si që cekët edhe ju, unë punoj në një program që është për arsimim paqësor, dhe ideja jonë në këtë projekt është që të bëjmë inkorporimin e arsimimit paqësor në procesin edukativ arsimor, që në moshën më të re, do më thonë, prej të mundëm e fëmijët të edukojmë në këtë drejtim në frymën e kulturës paqësore prej moshës 3 vjeçare, respektivisht kur vetëm janë të aftë të hynë në procesin edukativ arsimor ose konkretisht në qerdhe. Ky program, do më thonë, ofron mënyra të ndryshme, kreative, me anë të cilave mundohemi që fëmijët dhe të rinjët t'i edukojmë, t'i sensibilizojmë që të mendojnë në drejtim pozitiv, që të sa më shumë të përhapin kulturën për paqë, të munden të përhapin kulturën për në vërtet të jenë të përgatitur që konfliktet të zgjedhin edhe në mënyrë paqësore, e jo vetëm me anë të dhunës. Sepse, si që kemi rastet të ndryshme tash në shoqëri kohën e fundit, mes të rinjëve të etniteteve të ndryshme, dhe qëllim kryesor është që të mundet të ketë më shumë bashkëpunim dhe përkrahje, mirëkuptim mes të tjerave dhe mes të rinjëve, do më thanë, të etniteteve të ndryshme. Ku zhvillohet më saktë projekti për arsimin paqësor në për cilat shkolla momentalisht është i inkorporuar? Po, do më thanë, bashkëpunim kemi me shkollat e mesme. Fillimisht është bashkëpunuar me shkollat të cilat janë ku janë nxënësit të etniteteve të ndryshme, me shkollën e mesme të mjekësisë Pançe Karagjozov, pastaj me Vlado Tasevski dhe me më vonë, siç është përhapur, do më thanë, edhe siç është përkrahur projekti, kemi bashkëpunojmë edhe me shkollat të ndryshme të qyteteve të ndryshme, në Gostivar me shkollën e mesme të ekonomisë, me gjimnazën e përgjithshëm, pastaj në Dibër me Universitetet Nëntorin dhe kështu me radhë. Dua të cek se zakonisht, do më thonë, implementimi i këtij projekti bëhet me anë të trajnimeve të ndryshme, të cilat organizohen për profesor të shkollave të ndryshme dhe pastaj ato e përhapin më tutje kulturën paqësore në shkollat të tyre me anë të aktiviteteve të ndryshme. Mendoni se ka ardhur koha kjo të implementohet si lëndë që mos të jetë projekt, por të jetë edhe në kurrikulumet e shkollave të mesme dhe fillore, që mësimi paqësor të jetë i domosdoshëm për një kulturë? Ne do të thonë mundohemi maksimalisht që të edhe lobojmë që në një të ardhme të afërt të mundemi ta inkorporojmë, sepse mendojmë se motë ndoshta ka pas nevojë që të inkorporohet një mos ta them landë, por ndoshta edhe si pjesë ndonjë lande ose në kurrikulumet si pjesë e programit edukativ arsimor. Dhe mos marr më shumë kohë për këtë projekt, ka të flitet edhe shumë. Ndoshta do gjejmë një hapësirë tjetër mediatike për arsimimin paqësor. Më vjen mirë që konkluzat e raportit vjetor për SOS linjën telefonike në lidhen me këtë ju që doni të inkorporoni në për sistemet shkollore dhe besoj se sadopak do ndikojmë në zvoglimin e shkeljes së të drejtave të fëmijëve edhe në këtë mënyrë. Patjetër, po. Okej. To обиче се надевам дека ќе имаме и други медиатични простори за да ги опфатиме сите проблематики на тоа што ги опфаќа медијачи амбасадата за деца, па да видиме до кај сме и што можеме понатаму да сториме. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости на утринската емисија. Благодарам. Фалемдерит. Фалемдерит.